да бидат погодени туристите, студентите и бизнисот, вели министерот за надворешни работи. Муцунски уверува дека се работи за мал број граѓани кои имаат поднесени апликации, но вели дека ќе се разговара за ова прашање со администрацијата на Трамп. Ова не влијае на сите други постапки за издавање на визи за Соединетите американски држави. Доколку сте стопанственик кој што сака да патува во Соединетите американски држави, слободно ќе можете да се аплицирате за виза. Доколку сте студент кој што или сака да студира во Соединетите американски држави или да оди на work and travel, ова не значи нема никаква пречка за вас. Доколку сакате туристички да патувате, светското првенство за фудбал ќе се одржува во Соединетите американски држави. Исто така ќе можете да патувате туристички и оваа одлука нема да има никакво влијание врз вас. Поврзано со прашањето за иселеничките визи, точно е дека настапува една пауза. Ние сме во комуникација и со амбасадата на Соединетите американски држави во Скопје. Нашата амбасада во Вашингтон комуницира со американскиот Стейт департмент. Сакам да истакнам дека согласно нашите информации од конзуларна природа, најмал број на апликации кои што ги има во нашата држава се апликации за овој тип на визи и генерално се работи за граѓани од една повозрасна категорија, така да комуницираме. И за прашањето за иселеничките визи, напоменам, за сите друг тип на визи нема никакво ограничување, за иселеничките визи ќе изнајдеме некое соодветно решение. Оставете малку на времето, оставете на нашата комуникација, на фактот што имаме одлична соработка со нашиот стратешки партнер и еве тоа што можам да го кажам е дека во следниот период, па можеби во следните 6 месеци, дополнително позитивно ќе се изненадите од тоа што може да се случи во развојот на визната политика на САД кон нашата држава, односно да почнеме да затвараме прашања кои што 20 години се обидувавме да ги затвориме. А визна политика на друга држава, вклучително и на нашата држава, не е наше прашање да ја критикуваме или да не ја критикуваме. Кога има предизвик, наша работа е да најдеме решение. И ќе повторам, ваква критика сум слушнал и претходно, ние сме проактивни, работиме на изнаоѓање на решение и нашите граѓани не треба да се грижат. Со Мицкоски Македонија во ранг со Сомалија реагираат од СДСМ. Опозицијата обвинува дека ова е резултат на погрешните политики на власта со кои се загрузува стратешкото партнерство со Соединетите американски држави и европската интеграција на Македонија. Периметарот на Мицковски ја доведе Македонија во ранг со Сомалија. Последната одлука на САД е Македонија да биде опфатена во суспендирање на обработката на визи заедно со уште 75 земји, меѓу кои Сомалија, Сирија, Гана, Руанда, Бутан, Нигерија, Иран, Русија. Минатата година САД ги зголеми царините кон Македонија. Сега од 21 јануари САД ќе ја суспендира и обработката на визи. СДСМ подолг период предупредува за штетата од погрешните политики на тендер коалицијата ДПМ не знам, која го загрозува стратешкото партнерство со САД и интеграциите кон Европската Унија. Координаторите на пратеничките групи денеска ќе ги договараат деталите за законите за кои политичките лидери постигнаа согласност на вчерашната лидерска средба. Спикерот Гаши потврди дека по координацијата очекува брзо да биде постигнат консензус, а решение најавува и за избор на народен правобранител. Од тоа што го разбрав од моите колеги кои биле дел од лидерската средба, средбата била исклучително конструктивна. Очекувам дека денеска веќе веднаш ќе има средба на координаторите во собрание и ќе почнат со работа да ги усогласат законите за кои се договориле да ги донесеме што побрзо. Околу народниот правобранител? Исто така, да. Можно е денеска, утре да имаме решение. Од СДСМ пак велат дека засега немаат најава ниту покана за состанокот на координаторите на претеничките групи, откако вчера партискиот лидер не беше дел од лидерската средба. Од партијата и денес повторија дека техничката влада мора да остане. Најпрво да расчистиме дека пржинската или техничката влада е и ќе биде единствен услов за одржување на демократски нормални избори, бидејќи во Македонија во моментот услови за тоа други нема. Така да ќе продолжиме со сите демократски
средства, да се залагаме за техничката, односно пржинската влада да продолжи да функционира во позитивниот систем на Македонија. Новоизбраните членови на Судскиот совет Сузана Јушевска-Анастасовска и Ерлинда Кадри денеска во собранието дадоа свечена изјава пред спикерот Гаши. Првиот човек на Судски е оптимист и верува дека изборот на новите членови е вистинскиот. Јушевска пак порача дека со изјавата се обврзале дека ќе работат во интерес на институцијата и враќање на интегритетот. Тоа што го изјавив претходно дека не се ни сомнева во изборот на председателката, имајќи преди дека и таа е нашата фела, таа е правник, таа е професор. Сигурен сум дека добивме два врвни професионалци и дека тие ќе бидат додадена вредност на Советот и Советот ќе може конечно да застане на здрави нозе и да ја остварува својата уставна надлежност која што има. Денеска дадовме изјави за лична одговорност, но очекувам дека заеднички ќе успееме да изградиме една силна институција или чекор по чекор, храбро, отчетно, одговорно и трпеливо да почнеме да се движиме во еден позитивен правец и да се зголемува довербата во судството, да допринесеме се зголемува довербата во правосудството. Време е за интегритет и време е за одговорност и храброст. Сметам дека треба да почнеме да го применуваме новиот закон за судски совет, да ги донесеме подзаконските акти кои што се врзани за новиот закон и од таму натаму да биде добра основа за градење на со нови сили за силна институција. Средба со угостителите и сите засегнати со најавениот закон за пушење ќе има, но заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски без детали кога. Прашан зошто се носи нов закон кога веќе има актуелен, тој смета дека новиот ќе има подобра примена. Јас сметам дека поддршка треба на секој закон да се има кој што пред се го штити здравјето на граѓаните, односно луѓето во Република Македонија и постепено законската регулатива да прилагодуваме и адаптираме на европските законски регулативи. Имаме веќе постоечки закон, зошто не се применува? Па видете, постоечкиот закон гледаме дека и многу пати не се применува, можеби некојаш намерно или не намерно се изигрува, меѓутоа мислам дека овој закон ќе биде многу поквалитетен од претходниот и мислам дека ќе овозможи навистина на луѓето или непушачите да бидат дискриминирани на некој начин со ова непочитување на постојаниот закон. Према тоа, не само што ќе биде донесен новиот закон, туку и ќе имат повеќе работа сигурно инспекцијските служби кои ќе бидат надлежни да го контролираат истиот. На иницијатива на дел од повредените во Кочанската дискотека, одмаралиштето на МВР на Пониква повторно ќе биде ставено во функција за нивна рехабилитација. Одмаралиштето на МВР на Пониква повторно ќе биде ставено во функција за рехабилитација на повредените од пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Дел од повредените покренали иницијатива за уште еден повеќе дневен третман со стручен лекарски тим, но и заради чистиот воздух, неопходен за подобрување на респираторниот тракт. Повеќето од нив се вратија на секојдневните обврски на работните места, факултетите и средните училишта. Имаат веќе обврски некакви. И тоа, ако би го организирале како еден нов тип на летен распуст да им дојде, заради тоа што нели ипак е планина и добро делува нели за белите дробови и во однос на социолошкиот и психолошкиот аспект. Бидејќи тоа и останува препораката дека треба да бидат заштитени од сонце, останува во следните 2 години. Континуираната стручна поддршка им овозможи повторно да се вратат на професиите со кои се занимавале или се едуцирале пред трагичниот настан. Кај музичарите сме имале повторно да ги вратиме да свират на инструменти, кај студентите на медицина, значи да им организиравме со колегите од пластична хирургија, значи за да видат дека повторно им функционираат, значи прстињата, дека добро се снаоѓаат, дека ќе бидат добри лекари во иднина. Минатото лето на Пониква беа организирани групни терапии за над 150 пациенти во 4 смени по 2 недели, кои беа под секојдневен надзор на физиотерапевти, психолози и лекари специјалисти од клиниката за пластична хирургија во Скопје. За Сител, Трајан Ристовски.